Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги објави двата повика за финансиска поддршка на земјоделски производители на храна, за производители на храна од животинско потекло и за производители на храна од неживотинско потекло. За таа намена се предвидени капитални субвенции за предпријатија и невладени организации во износ од 17 милиони и 500 илјади денари, кои ќе се користат за доделување на неповратна финансиска поддршка за инвестиции во опрема, основни средства и услуги кои имаат за цел остварување на додадена вредност во примарното производство, развој на производи со традиционални карактеристики и изголемување на конкурентноста, како и развој на семејни бизниси од областа на производство на храна од животинско и неживотинско потекло. Право на учество на јавните повици имаат земјоделски стопанства запишани во единствениот регистар на земјоделски стопанства во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и да се регистрирани или евидентирани како оператори со храна од животинско, односно неживотинско потекло, согласно правилниците за барањата за условите и хигиена за производство и ставање во промет на храната од животинско потекло, односно неживотинско, намената за директно снабдување, локализирана активност во географски или економски ограничувања, како и општите и посебните барања за примена на традиционални методи на производство, преработка и дистрибуција на храна со традиционални карактеристики за храна од животинско или неживотинско потекло во Агенцијата за храна и ветерина, соопштуваат од Министерството за земјоделство. Крајниот рок за доставување на барањата за финансирање е 2 април годинава. Висината на финансиската поддршка согласно оваа програма изнесува до 600.000 денари по корисник без вклучен ДДВ за следните намени: трошоци за набавка на опрема за производство на храна, односно доработка и преработка на примарни земјоделски производи во висина до 90%, или трошоци за ангажирање на стручно лице, односно технолог за производство на храна во висина од 10% од вкупниот износ од висината на финансиската поддршка по корисник. Еден корисник може да поднесе само едно барање за доделување на финансиска поддршка согласно програмата.